продажбата на имотот за краток период, ако оствариме зголемување на цената, дека тој треба да плати данок на добивка. Овој дел, значи ако пред 3 години го купил по една цена и го продаде во тој период и оствари значителна добивка, тој треба да си плати данок на таа добивка. Кај нас тоа не е баш регулирано, значи не се пријавуваат овие добивки. Тоа треба ние како комора во Законот за промоција на движности, кој што сакаме да се донесе во најскоро време, да го регулираме, да се пријавуваат овие добивки, затоа што тоа најмногу се случува. Човекот во дупка инвестирал во имотот и го договорил по инвеститорот со пониска цена, кога ќе се изгради тој стан вреди многу повеќе. Го продава таа разлика на сума која што ќе ја оствари, односно добивка кај себе, треба да ја плати на државата за таа добивка соодветен надомест. Не плаќаат или не се регистрирани? Тоа по закон треба да се плаќа, меѓутоа праксата покажува нешто друго, дека тоа не се остваруваат ако законска обврска? Треба да го пријавуваат, ама не го пријавуваат. Значи имаме тука тука имаме дупка, само што сме го приметиле ние од пазарот, значи една дупка која што треба што поскоро да се интервенира во рамките на да се пријави таа добивка, затоа што тоа се сериозни суми на разлика на цени, значи